Добар ден, драги ученици. Добре дојдовте во Е-училница. Моето име е Ана Даскалова. Работам како наставник по германски јазик во основното училиште Петар Попарсов во Скопје. Денешен предизвик ни е новата лекција Фраге артикел велх им акузатив. Па ајде заедно да го совладаме. Фраге артикел велх, прашални релативни заменки на германски, се образуваат со основата од прашалната заменка велх плюс лична наставка за род, број и падеж. Употреба. Се користи во прашања кога имаме ситуација што нуди избор и ние од било која причина треба да откриеме кој е вистинскиот избор. Тогаш на германски јазик ја користиме прашалната заменка велх плюс соодветните наставки. Значи мора да има дилема, односно избор. Најмалку две именки или повеќе за кои се двоумиме, или пак некоја специфична група, например количина. Изборот важи и за луѓето, живите суштества и нештата, односно абстракциите. Ајде да погледнеме примери. Das Auto е именка во среден род и одговара на прашалната заменка welches, односно автомобил, се мисли на кој автомобил. Der Wochentag е именка во машки род со прашална заменка welchen, односно ден во неделата, се мисли на кој ден во неделата. Die Note е именка во женски род и одговара на прашалната заменка welche, односно оценка, се мисли на која оценка. Die Fächer е именка во множина и одговара на прашалната заменка welche, односно предмети, се мисли на кои предмети. Да повториме. Има избор, два или повеќе, не е важно количината или бројот. Прашањето што ќе го поставиме е да го издвоиме предметот што не интересира. Сега ќе продолжиме со примери. Welches Kleid findest du schöner? Rot, blau oder lila? Welchen Wochentag magst du nicht? Montag oder Dienstag? Welche Sprache lernst du? Mazedonisch, Französisch, Englisch oder Deutsch? Welche Note hast du in Deutsch? 4 oder 5? Welche Fächer findest du gut? Deutsch, Mathe, Kunst, Musik oder Erdkunde? Како што можете да забележите, прашалното зборче велх стои пред именката и има потполно исти завршни наставки како определениот член во основниот падеж номинатив и падежот акузатив. Исто така, можеме да забележиме дека има промена само во машкиот род, каде во номинатив имаме завршни наставки е и во акузатив н. Ова веќе го знаеме. Im номинатив der ist im Akkusativ den. Im Nominativ welcher ist im Akkusativ welchen. Останатите родови остануваат исто како во номинатив, односно непроменети. Еве тука долу ви е представено поубаво, направена една паралела помеѓу номинатив и акузатив на определениот член и прашалната заменка велх со соодветните наставки во номинатив и во акузатив. Со црвено е одбележано во акузатив дека има само промена кај машкиот род. Останатите родови остануваат непроменети како што веќе спомнавме. Сега тука имаме вежба. Треба да направите прашални реченици со велх во акузатив со следниве зборови. Значи зборовите кои ви се од
левата страна, на празните линии треба да запишете прашална заменка велх со соодветната наставка во акузатив. Ве советувам тука да го паузирате малку видеото додека да ја запишете целата вежба и да ја решите и откако ќе ја решите да продолжите понатаму. Еве ни ги решенијата од вежбата. Значи за das Buch решението е welches Buch findest du gut? За таа лера решението е welchen Lehrer magst du nicht? Für die Hausaufgabe die Lösung ist welche Hausaufgabe findest du schlecht? За die Lehrerin решението е welche Lehrerin magst du? Für die Sprache die Lösung ist welche Sprache möchtest du lernen? Für die Note die Lösung ist welche Note hast du in Deutsch? Für das Fach die Lösung ist welches Fach findest du interessant? Für das Spiel die Lösung ist welches Spiel möchtest du spielen? Für die Projekte die Lösung ist welche Projekte möchtest du machen? И последната за der Wochentag решението е welchen Wochentag magst du nicht? Јас верувам дека оваа задача не ви беше тешка и дека лесно ќе ја совладаме оваа лекција. Das ist alles. Danke. Ви благодарам на сите за вниманието и за одвоеното време. Се гледаме повторно. Чус!